Добро дојдовте назад, ние сме во третото полувреме, како што љубиме да кажеме. Уште еден разговор, уште еден убав разговор, уште една, па би рекол, мисија која ќе обедини македонската уметничка сцена. Зборуваме за фондацијата Фросина Кулакова, основана од семејството на трагично починатата Фросина со цел долгорочни и системски решенија во борбата против, односно во борба за поголема безбедност во сообраќајот, подигнување на јавната свест и обезбедување психосоцијална и правна поддршка за семејствата погодени од вакви други трагедии. Преку кампањи за општествена одговорност, едукација, застапување и директна помош, фондацијата има за цел да ја претвори личната загуба во јавна мисија што создава смисла, грижа, но и реална промена. Нормално во тој дух оваа фондација упатува повик до уметниците и креативците од целава земја да се вклучат во хуманитарната аукција што ќе се одржи во рамки на донаторската вечер, која ќе се одржи на 29 јануари во станица 26, а овој настан ќе вклучува изложба, аукција и промоција на химната на фондацијата Фросина Кулакова. Вечерта ќе биде посветена на уметност, на солидарност и на колективна одговорност. Разговараме во продолжение со познатиот моден дизајнер наш македонски Никола Ефтимов. Добро утро. Добро утро. И со него ни е стипендистката, идна модна наша македонска дизајнерка Сара Коневска. Благодарам што сте тука. Зборуваме за една мисија која што вие ќе ја продолжите со оглед на вашиот домен на работа и ќе искористиме да позборуваме малку и за тоа колку се остава простор и можност за младите модни дизајнери и уметници. Така што, Никола, можеме со тебе да започнеме што подготвувате на 29 јануари. На 29 јануари ќе биде добротворната аукција, иако тажниот случај од минатата година не остави со болка за секој, затоа што јас ја имав честа да ја предам на Фросина предходните години. Сепак, поради силата на самото семејство, болката да ја трансформира во нешто добро и корисно за нашето општество, ти организираа добротворна аукција во која што јас, моите колеги, други уметници и така натаму, млади колешки и колеги на Фросина ќе бидат вклучени со донирање на дела. Средствата ќе бидат наменети токму за помош на семејствата кои што поминале низ слични ситуации. Утрово со нас е и Сара, која што на некој начин исто така ја продолжува мисијата на младите дизајнери затоа што таа е стипендист на фондацијата. Добро, вели да се приклучи и други уметници во една хумана мисија. Во делот кога уметноста треба да зборува малку погласно од било кога предходно, колкумина се вклучија и сакаа да бидат дел од истата? Мислам дека веќе се потврдени негде меѓу 20 и 30, меѓутоа се уште е отворен повикот. Добро. Јас ги организирав и дел од студентите кои што сакаат да донираат, така да веќе и тој дел ја зголемува бројката на донирани дела. Она што нас не радува е затоа што не е само потенцијалната финансиска помош која што би била собрана во текот на аукцијата, туку е едноставно дека тие дела, како што кажавте и вие, понатаму ја продолжуваат пораката, зборуваат за една трагедија која што би сакале ние како општество да се минимизираат можностите во иднина да се повторуваат такви работи. Ќе се искористи на настанот да бидат прикажани дел од цртежите на Фросина, која што таа ги создаваше во делот на незиното образование како моден дизајнер, но ќе бидат изработени во реални модни парчиња од незини колеги. Да, каде ќе бидат тие продавани потоа? За продажбата јас не би можел да зборувам во моментов, меѓутоа тие според планот тие ќе бидат изложени на самиот настан. Дел од тие парчиња веќе прошета и во Брисел, кога имаше избор за топ модел.
Она што е битно да се каже дека аукцијата нема да биде крајното нешто со кое што ќе заврши целата акција, туку семејството планира понатаму тие дела да бидат изложени на различни локации. Морам да напоменам дека влезот ќе биде бесплатен, не го споменавме тоа, дека ќе биде бесплатен влезот како одлична можност за повеќе млади кои што сакаат да влезат во делот на модата, на модниот дизајн, па еве можност и прилика и вас да ве запознат. Сакам Сара да ја вклучиме во разговорот, што за тебе како млад моден дизајнер кој што имаш добиено стипендија, значи ваквата поддршка? Искрено за мене тоа значи многу. Моментално сум втора година. Јас пред неколку години бев прва година, но нажалост мојот татко почина и немав можност да продолжам. И ова за мене значи нешто многу и го ценам. И бескрајно сум благодарна на родителите на Афросина и ќе ја искористам оваа можност најмногу што можам. Сара, посакувам да си ги исполнуваш соништата. Посакувам да имаш отворен пат и да успееш во својата мисија. Обично, Никола, се она што ни се случува во општеството, ќе те молам вклучи се во разговорот. Слушам будно. Се она што ни се случува во општеството, секој во својот домен си бара начин како тоа да извади таа експресија од нас и можеби уметноста е еден од начините. Вие ја познававте и конкретно и работевте со неа, пренесувавте знаење, што Никола од вас ќе биде како парче кое што ќе биде експресија и ќе биде потсетување на Фросина. Долго време размислував што би можел да донирам за оваа аукција. Не сакав да биде некој банално парче на панталон или не знам некој јакниче, така да и го избрав корсетот кој што е изработен во 2001 година. Мислам и по социјални мрежи го имаше корсетот и бевме сите воодушевени. За корсет кој што е помеѓу уметноста и модата, работен со експериментални техники, кој што е повеќе објект како уметничко дело отколку парче облека. Затоа што сакав ова прва аукција на некој начин да биде и посебна. И сакав да дадам дел од мојата лична историја, меѓутоа и од историјата на македонската мода, затоа што тој корсет е веќе обработен и во одредени научни трудови, во докторска дисертација и така натаму, и мислам дека на некој начин е и поврзано и со нашето поднебје, Македонија, нашата земја, нашата традиција, ги има боите, ги има и елементите преземени од нашата традиција, меѓутоа има многу нешта што би можеле да се кажат и најверојатно ги надминуваат рамките на оваа емисија, меѓутоа постојано им велев на студентите да тие треба да ги следат и тенденциите, да бидат информирани и така натаму, меѓутоа никогаш да не ги забораат нивните корени, затоа што токму нивните корени ги прави автентични дизајнери и играчи на модната сцена. Сега рековте дека ова нема да заврши со аукцијата. Ова ќе биде една колекција, значи практично сите уметници ќе се обединат, темата е една. Ќе има можност да се направи некаква си ревија, меѓутоа да не биде една како ревија, него како не знам, турнеја или не знам како да се изразам со оглед на тоа дека сепак овде имаме колизија од неколку тематики и нормално цели кои треба да ги оствари оваа. На некој начин ова ќе се повтора можеби, меѓутоа големината на семејството Ковакови е тоа што болката трансформираше во нешто што може да помогне во нашето општество. Така да на тој начин живее и самата меморија и на Фросина. Во некои наредни чекори дури со незините родители разговаравме за реализација и на колекции кои што беа само на хартија и кои што беа подготвувани како дел од незин завршен проект, завршна колекција, меѓутоа и колекции кои што таа ги планираше да ги реализира во оној момент кога ќе требаше самостојно да работи на нашиот пазар. Така да приказната продолжува во различни насоки.
повторно за подкрепање на свеста за безбедноста во сообраќајот, меѓутоа и за солидарноста со семејствата кои што остана. Има една многу со подлабока голема празнина. порака, да. Сакам да ви искористам, да, Никола, ве немам долго време видено. Веројатно поради тоа што вашата работа ја насочувате кон пренесување на знаењето, создавате нови млади генерации. Какви ни се младите генерации модни дизајнери? Има ли промени од времето кога вие почнувавте и создававте и го името Македонија се слушна, вие бевте амбасадор, моден амбасадор во тоа време кога имаше неколкумина. Да. Јас сум човек кој што поради тоа што прво ја избрав модата како професија, тоа значи постојано следење на нештата што се случуваат, меѓутоа и поради предавачката работа која што едноставно ми забранува да заспиам, да стагнирам, да живеам во некое минато. На моменти сум се прашувал и јас која е таа разлика. Меѓутоа едноставно прашањето е дека времето се промени, дојдоа нови генерации кои што имаат поинако гледање на светот. И мојата задача како професор е да се приближам токму на нивниот начин на размислување за тоа такви какви што се, повторно го изведам она најдоброто од нив. Секако, секоја генерација носи нешто ново, меѓутоа талентот е секогаш тука, постојано е тука. Работата е само како она моje знаење собрано со децени искуство да го преведам на начин тие да го разберат но и да ги основата е таа. Да. Основата не може многу да ја промениме, веројатно. Така да, основата во однос на оние знаења кои што би требале да бидат акумулирани е таа, меѓутоа она што мене ме радува е дека во овој момент историски младите генерации имаат и нови медиуми како да ја презентираат нивната работа. Јас се сеќам кога почнав тоа беа писма, пакети, ВХС ленти и така натаму. Овој пат ги имаат и социјалните мрежи, интернетот, просперитетот во кариерата им го направи поедноставен. Имаме ли ние сцена? Може ли да се формира некаква система? Бидејќи јас имам чувство дека работите се многу смените, меѓутоа не на добро. Дали функционираат, грубо би рекол, по порачка или сепак се прават одредени колекции па тоа се презентира? Па еве видовме и Fashion Week, модна недела, која што беше навистина многу поинаква од предходните години. Модерна, сакам да кажам, и привлече големо внимание. Тоа се веројатно малку помлади дизајнери, односно поновимиња би рекол. За таа новата генерација. Да, јас сум поддржувач на модниот викенд, затоа што особено за младите дизајнери е можеби единствениот медиум каде би можеле да ги презентираат на достапен начин нивните идеи, колекции и така натаму. Сцената е таква каква што е, меѓу другото, затоа што ние допрва учиме што е капитализам, модата е сепак поврзана со тој начин на размислување и стопанисување. Меѓутоа и сепак најголемиот терет паѓа на плеќите на самите дизајнери, на нивните можности, колку ќе реализираат и така натаму, затоа што да правиме муабет за вистинска сцена, ние треба да имаме и вложување, модна индустрија и така натаму. Нити една од големите приказни светски не би постоеле без инвеститорите. Меѓутоа, морам да признам дека се одушевувам на сите мои колеги кои што жилаво се борат и понатаму да ги ја презентираат нивната работа. Од тој аспект, да речеме, јас последниве години обично работам на многу конкретни проекти кои што се помалку за од типот презентација на модни настани отколку за модната индустрија. Например, во моментов работам еден голем проект за нарачата од Германија за спортска облека за тенис, така да тоа можеби не изгледа толку блескаво како на модните писти, меѓутоа ја има она сериозност на модната индустрија. Сара, со тебе и да заокружиме, кои се твоите планови, кои се твоите желби, што сакаат младите дизајнери денеска? Сакаат можеби сцена, сакаат простор каде што ќе може да се покажат или што е во вашиот интерес? Тоа е веќе тргнам од мене. Јас се гледам како успешна дизајнерка, еве да речеме во по 10 години и се стремам да одам на
поширок простор, да не се задржам само во државата. Значи, тоа ми се допаѓа. Тоа, Младите да. веќе знаат што сакаат. Значи, го сакаат тој голем пазар. Знаат Убаво точно рече Никола каде дека треба. сепак ова е капитализам и дека тука е базата е Би поставена. сакала да заокружам со тоа дека и ние можеби јавните личности повеќе треба да ги поддржуваме македонските дизајнери од сцената е простор каде што носејќи ги нивните креации можеме да покажеме што тие работат. Го паметам вашето време кога ги гледавме познатите естрадни уметници тогаш и кој кого облекол Никола Евтимов. И тоа беше начинот на кој што вие се презентиравте. Ова го кажувам во насока кон сите јавни личности, дека можеби така треба повеќе да размислуваме. Колку внимаваат јавните личности, еве да ги искористиме како модна критика, како полицајци, дали се внимава кај нас на тој дел? Па, мислам дека повторно нештата се сведени на личниот избор, кој колку сака да обрне внимание. Да поддржи. Да. Затоа што во некои други контексти за тоа не се ни размислува, тоа се подразбира дека така би требало да биде. Самите телевизии организираат и пробни снимања, различни аутфити се избираат, најприкладни бои, форми и така натаму, ништо не е оставено на случајност. Има и такви кои што водат сметка, има и такви што не, меѓутоа мене ме радува и дека има и многу, можеби, настрана од тие јавни личности, анонимни дами кои што сепак поддржуваат и имаат изграден личен вкус и стил. Благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата. Да, со лесно настанот на 29-ти нека биде прв од низата вакви хуманитарни акции кои што апел до сите уметници кои се заинтересирани да учествуваат, се разбират да се приклучат кон оваа благородна акција.